Драги слушатели, јас сум Андреја од Еке Битола и добре дојдовте во шестата епизода од Чак за лица со штетен вид. Сега, кога веќе ги знаете фигурите и нивното поставување, време е да ги направиме првите чекори во стратегијата. Стратегијата значи соработка. Секоја фигура има своја улога, но ниту една не може сама да победи. Победата доаѓа кога фигурите работат заедно. Заштитувајте се меѓусебно. Фигура што е сама е ранлива, но фигурата што е заштитена е многу посилна. Кога една фигура брани друга, двете стануваат побезбедни. Например, ако пешак ја штити кралицата, таа може послободно да напаѓа. Ова се нарекува поврзана одбрана. Контролирајте го центарот. Централните полиња D4, D5, E4 и E5 се срцето на таблата. Фигурите што се блиску до центарот имаат повеќе простор и контрола. Коњ или ловец, поставен во центарот, може лесно да стигне до многу полиња. Кој го контролира центарот, често ја контролира и играта. Разберете улогата на секоја фигура. Топот е силен на отворена табла. Коњот е многу добар во затворени позиции. Ловецот е најсилен на долги диагонали. Кралицата треба да почека додека другите фигури не се развијат. Секоја фигура има свое време и своја задача. Движете се заедно. Не напаѓајте само со една фигура. Обидете се фигурите да бидат блиску една до друга. Кога се поврзани, тие се посилни и побезбедни. Тоа е првиот чекор кон вистинското стратешко размислување. Мала вежба. На вашата тактилна табла ставете пешак по центарот и коњ зад него. Потоа кажете наглас: коњот го штити пешакот. Пешакот го контролира центарот. Кога го опишувате тоа, полесно ќе ја почувствувате соработката меѓу фигурите. Запомнете, шахот не е игра на еден херој, тоа е тимска игра. Кога фигурите работат заедно, создаваат сила и хармонија. Во следната епизода ќе научиме како да го заштитиме кралот и што е рокада. Јас сум Андреја од Еке Битола. Ви благодарам на вниманието. И запомнете, во шахот тимската игра носи победа.